Добре дојде во редакцијата на Телеграф. Чест ми е што ви имаме за наш гостин. Да започнеме со најавениот концерт на 27 март, Апокалиптикум, во Македонската опера и балет, како отварање на денови на македонска музика. Зашто точно станува збор? За Апокалиптикум. Значи, станува збор за еден музички проект, можам да го наречам. Проект кој што е синоним и за мојот животен, филозофски или уметнички пат, на некој начин. Иначе, во принцип, Апокалиптикум носи своја порака, затоа што Апокалиптикум не значи дека е тоа крај, односно секој крај има и свој почеток. Во принцип, тоа е проект со кој што сакам себе си да се вратам на корените на музиката, тоа е звукот, односно звукот како животворна енергија. Знаеме дека денеска звукот, благодарение на технологијата, ја има деструктивната маќа и тоа многу сериозно. Така да мојата уметничка обврска како уметник е да укажувам на тоа дека треба да се вратиме на божествената енергија на музиката, односно на звукот, на незинот зародиша, тоа е звукот, нели? Така да сметам дека ова е не случајно време, а познато е дека ние уметниците сме ловци на пораки, или можеби пораките нас не ловат сеедно. И наша обврска е таквите пораки да ги споделуваме со добрите луѓе. Иначе Апокалиптикум значи исто некаква звучна слика на поделбата на добри и лоши луѓе. Така да практично на таков тип на програма не верувам дека некој злобен во душата ќе дојде. Неки може да издржи во секој случај. Тоа е моето искуство. Во суштина Апокалиптикум е проект кој одговара на времето. Значи, во светот на светско ниво има и страшна една злоба, нечовечност, отуѓување од човечките вредности. И практично тоа е и мојата обврска, пак ќе повторам како уметник, да укажам на тоа дека крајот е можеби тука некаде, меѓутоа тоа не значи дека е крај во смисла на крај на некаков живот или не знам, распад на планетата, некаква апокалипса. Напротив, пак ќе повторам, Апокалиптикум значи нов почеток. Да. Нека биде тоа нов почеток во музичка смисла. Многу мала најава, кратка, односно најава има за настанот. Само на социјалните мрежи се појави. Малку повеќе околу тоа за композициите, со кого ќе бидете на сцена, кои инструменти? Што се однесува до најавата или динамиката на најавувањето, тоа е обврска на деновите на македонска музика. Затоа што станува збор за програм кој што оваа година ќе ги отвори годинашниве денови на македонска музика. И МОБ како еден од заедно со СОКОМ, со организатор на овој проект. Така да на сцена сум претежно сам, односно во придружба на мојот син, и тоа е Апокалиптикум е инструментална верзија, односно проект кој што говори на најстариот јазик, а тоа е звукот. Значи словото е нешто подоцна. И така да на сцена сме само двајца, јас и син. Веќе ја споменавте и пораката која ја испраќате. Велите дека Апокалиптикум ја пренесува пораката дека човекот најпрво треба да е во хармонија самиот со себе си, а потоа да може да го ужива животот во просторот, Мислам дека никаква филозофија не е паметна мисла кажана од мене, него тоа е веројатно мисла која го прати целиот еволутивен процес на човештвото. Затоа што човекот е создаден да биде во хармонија со се што е околу него. Меѓутоа тоа не се случува, барем последните 2000 години. Се оттргнува и максимално го забрзува тој процес на отчовечување. Со самиот факт дека технолошкиот
прогрес е толку силно забрзан, убрзан, да многу наскоро уствари сведоци сме на вештачка интелигенција. Значи, уште еден сериозен удар на она што се вика човек, и воопшто човекот како божествена творба. И затоа сметам дека апокалиптикумам од она позитивната страна, затоа што во светот само деструкции сме сведоци и апокалипсата е прикажана како нешто крајно. И јас ја толкувам како нов почеток. Така да пораката е до добрите луѓе. И затоа велам дека добрата и тивката музика, злобниот човек нема трпение да ја слуша, нема одговара. Или нема срце, или можеби нема уво да ја чуе. Така да тоа и верувам дека сите оние што ќе бидат присутни на овој чин, нели, сплотување со сцената и аудиториумот, значи артистите и публиката, практично ќе го каже на најубав можен начин оно што пробам да го објаснам со зборови, затоа што музиката некој пат не може човек да објасни, него само треба да видите изложени на низините, повторно ќе кажам, божествени вредности, затоа што пак ќе повторам по не знам колку пати досега, кој пат, звукот е животворна енергија. Значи, он создава. Моментот што разговараме сега е повторно комуникација на некаков оживеан збор или оживеана мисла. Така да тоа е апокалиптико. Постојано низ вашата кариера веќе сте и истражувач и едукатор, многу експерименти. Во кој дел баш овој концерт, овој чин, како што викате, би го вклопиле? Во уште едно ваше истражување, експеримент? Не. Значи, експериментите беа 60 на година. Ајде, можеби не, 40. Во принцип, ова е некаков мој јубилеј, 40 години од мојата сценска активност. Значи, 40 години беа сосема доволни за експерименти и наоѓање себе си. Ова е животно живење, ова е филозофија на живење, говорам уметнички. Па ако сакате и секојдневно, јас сакам да бидам со добри луѓе, сакам да бидам скромен, сакам да бидам со тивки луѓе, сакам да бидам со разбрани луѓе, нели, во друштво, да имам комуникација со нив, за да можам да разменам некаква емпатија, нели, иначе вие со некаков, ајде ќе бидам груб во зборот уличар, кој што си има своји дилериски, нели, филозофски толкување на живота, ќе го кажам така, не можете да најдете заеднички јазик. Така да мене ме интересираат малцинството, за жал. Затоа што во светот добриот човек е многу ретко да го најде, да се најде. А камоли пак со него да седнете и да размените некакви убави зборови за семејство, за музика, за се она што го краси човекот, значи не политика, не економија, не социјала, него едноставно човечки доблести, а секој со себе си го носи своето бреме на животот, нели, своите тешкоти од економски, од политички и така натаму. Така да во принцип апокалиптикум е символ на моето живење. Јас го живеам веќе апокалиптикум, сакам да бидам со тивките звуци, сакам да бидам со празвуците, сакам да доаѓам до нив, сакам да ги почувствувам преку прастарите инструменти. Ова е инструмент кој што милиони години е стар, ако го имаме како таква форма, кавалот, нели? Значи, он го прати еволутивниот процес на човештвото милиони години. Овчарот бил и пред 5 или 10 или 20 000 години овчар, го напасувал стадот. И денеска во 21 век, тој е исто со истата задача, нели? Така да тоа ми е мене, како да кажам, не предизвик човечка определба да го живам тој живот. Ви благодарам многу за гостување. Благодарам и јас на поканата.